Нашето земјоделство е пациент кој што го лечеа многу лекари, но никој не ја погоди точната дијагноза. Затоа нашиот аграр тивко полека умира. Ова е ставот на жените земјоделки кои што во пресрет на Меѓународниот ден на руралната жена 15 октомври одржаа саем на домашни земјоделски производи во Прилеп. Жените земјоделки велат дека секојдневно се соочуваат со се поголеми предизвици, а помошта и стратегијата која што ја добиваат од државата била се помала. Се помалку има млади луѓе да обработуваат земјата. Значи тука се и климатските промени, скапите репроматеријали, ниските откупни цени. За жал, значи земјоделецот е тој што најмалку има корист од тоа што го произведува, а најголем чар имат трговците. Од државата бараме помош во смисла да има организирано производство и да има одредени цени, да има значи претходно одредени цени за луѓето да знаат што да произведува, да не се појавува вишок на храна. Па очекуваме да се зголемат субвенциите, бидејќи до негде ги укинаја, и поголема побарувачка. Домашното се цени повеќе, бидејќи сега индустријата е во предност, домашното се изоставува. Домашното е многу поквалитетно од индустријата и многу поздраво. Според организаторите на настанот Лак Агролидер, руралната жена во Македонија е неограничен и недоволно искористен капацитет. Тие се столбот на земјоделските фамилии и иноватори на сите домашни традиционални специјалитети. Ова е уште еден повик со ваков мини саем да навистина се креираат политики кои што ќе создадат можности за достоинствен живот на руралните жени, признавање на нивниот труд и обезбедување на социо-економска благосостојба, затоа што руралните жени не се двигатели на локалните заедници. Руралните жени се надеваат дека годинава ќе го добијат и долго очекуваното и ветувано платено отсуство при боледување и платено породилно отсуство. Две права кои што ги немаат и со тоа се дискриминирани во однос на жените од урбаните средини. За Сител Дарко Штарговски.